Владеачката партија денеска остро го осуди сквернавењето на македонското знаме, кое беше поставено на јавна површина во Скопје. Според партијата, ваквиот чин е недоличен и представува навреда кон македонските граѓани и нивните национални символи. Од партијата повикаа надлежните институции да преземат мерки за пронаоѓање и санкционирање на сторителите. Сквернавењето на македонското знаме е акт на непочитување и провокација. Бараме итна истрага и санкционирање на оние кои стојат зад овој вандализам, стои во соопштението од владеачката партија. Партијата истакнува дека е неопходно да се покаже почит кон државните символи како темел на националниот идентитет. Скопје утрово е најзагаден град во Европа и петти на светско ниво, според мерењата на индексот за квалитет на воздухот. Со концентрација на PM2,5 честички, далеку над дозволените граници, главниот град на Македонија повторно се соочува со сериозен проблем кој го загрозува здравјето на граѓаните. Надлежните институции апелираат граѓаните да избегнуваат активности на отворено, особено ранливите категории како што се децата, постарите лица и хронично болните. Иако мерките за намалување на загадувањето се постојано тема на дискусија, реалните резултати се уште изостануваат. Силно снежно невреме ја зафати Србија, при што метеоролошките служби издадоа предупредувања за потенцијални опасности на патиштата и прекини во сообраќајот. Големи делови од земјата се под дебел снежен покривач, а најпогодени се планинските региони и делови од северна Србија. Надлежните власти апелираат до граѓаните да избегнуваат непотребни патувања и да бидат внимателни, особено на патиштата каде што состојбата е критична. Во тек е чистење на снегот, но се очекуваат дополнителни врнежи кои би можеле да ја влошат ситуацијата. Во Тбилиси утрово дојде до насилство кога полицијата употреби солзавец, водени топови и гумени куршуми за да ги растера демонстрантите пред грузискиот парламент. Меѓу нападнатите се и новинари од Радио Слободна Европа и други медиуми, кои биле физички малтретирани за време на покривањето на протестите. Демонстрациите избија поради одлуката на премиерот Иракли Кобахидже да ги прекине преговорите за пристап во Европската унија до 2028 година. Новинарот на Радио Слободна Европа, Давид Сагарелија, беше нападнат и фрлен на земја додека известуваше во живо, а негов колега од телевизиска формула беше постојано удиран од полицаец кој подоцна побегнал од местото. Полицијата го подигна безбедносното ниво, но насилството врз мирните демонстранти и новинарите предизвика дополнителни осуди. Нападнатите новинари се хоспитализирани со сериозни повреди. Рускиот председател Владимир Путин го пофали поранешниот американски председател Доналд Трамп, нарекувајќи го интелигентен и искусен лидер. Путин истакна дека Трамп има вештина да донесува важни одлуки, кои понекогаш се неочекувани и непредвидливи, но сепак ефективни за интересите на Соединетите американски држави. Според Путин, Трамп е лидер кој се истакнува со силни карактеристики и способности, што го прави посебен во политиката. Пофалбите на Путин доаѓаат во време на политички турбуленции, кога односите меѓу Соединетите американски држави и Русија се прилично напнати. Путин, исто така, изрази надеж дека соработката меѓу двата лидери би била позитивна за глобалната стабилност, ако Трамп се врати на власт во иднина. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу пристигна во Северна Кореја во рамките на официјална посета. Шојгу беше пречекан од севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, а во фокусот на посетата се очекуваат разговори за воената соработка и зајакнување на односите помеѓу двете земји. Оваа посета се случува во контекст на зголеменото внимание на меѓународната сцена за растечката блискост меѓу Русија и Северна Кореја. Во текот на посетата, Шојгу и Ким се очекува да се фокусираат на размена на воени технологии и стратегии. Аналитичарите сметаат дека оваа посета е дел од стратегијата на Русија за зајакнување на соработката со Северна Кореја во одговор на западните санкции и воените активности во регионот.